Шампионска понуда само во Нептун. Ајде до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Не очекува утре последниот предизвик на Европското првенство, дуел со Швајцарија. Ненад Костевски, десно крило на Македонија. Кои се твоите и очекувањата на репрезентативците за утрешниот надпревар? Да, ни остане уште утрешниот надпревар против Швајцарија и ево имаме време да се подготвиме за таа утакмица, да ги анализираме добро. Јас искрено ги со голем респект се работи за една сериозна, добра репрезентација која покажа во претходниот надпревар против Франција дека има сериозни играчи и сериозна репрезентација. Јас сепак ја гледам шансата за да ги извојуваме првите бодови и да го завршиме ова европско првенство со победа. Никола Костевски, дебитант за Македонија на големите надпреварувања, но имаш одиграно многу надпревари кои што биле од голема важност и на клупско ниво. Што ти очекуваш од утрешниот надпревар? Ќе биде ли успех за Македонија да победиме и да го завршиме во настап со победа? Па добро, знаете за кој станува збор. Швајцарија играше вчера феноменално со Франција, така да јас бев свесен дека има добра репрезентација. Првата утакмица првиот надпревар со Германија. Со Германија јас мислам дека има многу технички грешки. Волф ги одбрана доста добро, али сепак сега се вратија на тоа што се. Имаме шанси, зашто да немаме. Тука сме за да даеме максимум. Мораме да внимаваме многу на Шмид. Он е еден од организаторите на Швајцарија. Знаеме дека играат брзо. Мораме да се враќаме назад, да добро да напаѓаме и да се браниме заедно сплотено. Играте на иста позиција со Ненад. Колку ти како постар и поискусен му даваш совети за неговата игра? Сепак, нормално. Јас и мојот брат сме цимери. Како браќа се комуницираме што треба да се поправи по секој надпревар, секој видео, која акција, како треба да се игра, како треба да се нападне, да се враќаме брзо назад и да нема разлика кога ќе влезам јас или мојот брат да игра, без разлика дали играм 10 минути, играм 15 минути, сите го даваме максимум за Македонија. Ненад, ти си помлад од Никола. Дали се сеќаваш колку години имаше ти кога тој дебитираше за синорската репрезентација на Македонија? Па, искрено не знам баш колку години имав тоа. Знам дека бев доста млад. Ето, од прилика 13-14 години имав кога мојот брат дебитираше за А селекција, кога ги играше тие квалификацијски надпревари. Тоа беше прекрасно, го следев на трибините и ево, фала му на Господ и дојде и тоа време да изиграме заедно во репрезентацијата на Македонија и заедно да го носиме гордо дреса на Македонија. Тој игра на десно крило, ти играш на десно крило, дали неговиот избор ти влијаеше на твојот избор на позиција? Па добро, да, на почетокот, да, кога почнав да го играм овој спорт, имаше негово влијание за таа позиција. Ја посакав и позицијата десен бек, но ето јас мислам дека најдобро се пронајдов на ова позиција каде што е брат ми и каде што вистина секојаш сум добивал совети, ме поучувал како да се понашам на таа позиција и тоа ето. Дали знаеш како шутира Ненад, кој репертоар на удари го има? Дали започнува надпревар со удар на поблиска статива или подалечна? Знаете, тука кога играте со репрезентации кои што се врвни, како например кога застанува еден голман како Волф, знаете колку е добар, мораме да се потрудиме, значи да видиме каде е најдобро да се пасира таа топка. Не сме да се замислува каде треба сега да шутнам, сега морам да шутнам на прва статива или на друга. Значи јас кога скокнувам, јас гледам кај треба прецизно да се шутни, да се даде гол. Така и јас на мојот брат го советувам дека никогаш не треба да се оди на памет, тоа се гледа во игра. Значи тоа го гледаме кога ќе скокнеме и тој дел од секунда да го пласираме за да биде гол.
Дали знаеш вчера кој беше најефикасен против Германија? Се разбира, мојот брат. Мора, та, знаете, секогаш се подготуваме пред утакмица и се мотивираме заедно како треба да се изигра, треба да се запазува на некој секој има лоши страни и добри страни, значи мора се советуваме да ја одбериме секогаш добрата страна наша и за да даеме во секој момент. Значи концентрацијата е многу битна во секој меч, за да бидеме најдобри. И за крај, еве, знаеш ли ти како помлад да му дадеш на постариот брат некој совет? Да, секако си помагаме, вистински си помагаме и без разлика што е постар, кога ќе му кажам нешто, вистина нема збор, знае да ме послуша, така да во тој сегмент вистина знаеме многу да си помагаме и се сослушуваме едни со други.